очекуваме околу 250 такмичари, учесници кои ќе настапат во петокот и во саботата во тие два фестивалски дена. Направивме така да би малку интересот, го поделивме фестивалот на два дела, самиот концепцијски и територијално. Во петок ќе настапат претежно групи од западниот дел на Македонија и од општина Прилеп. Го потенцирам општина Прилеп затоа што ќе му дадеме шанса на многу наши сограѓани кои сакаат да настапат, кои во други денови, други прилики не можеле да настапат, да го покажат она што го научиле во текот на оваа година. А во сабота на Рудина ќе настапат такмичари од Источна Македонија. Очекувам, како и секогаш, нивото на фестивалот да биде на високо, на максимум, така да докажеме уште еднаш дека овој фестивал, кој е единствен од ваков вид во Македонија и затоа е од национален карактер, го заслужува тоа и секој ден, секоја година, она што го работиме ние, ни се возвраќа со нови и млади и талентирани такмичари кои најпрво ја засакуваат изворната музика, а плюс тоа потоа почнуваат и да свират и пеат изворни песни и инструменти. Како една цел на фестивалот покрај презентирањето секако е изучувањето, значи, на народните инструменти и песни, секако на прво место гајдата, која што е, како да кажам, приоритетен инструмент на фестивалот. Оваа година семинаристите ќе се представат со она што го изучувавме овие денови во сабота во Долнени на Рудина, ако не послужи времето, со неколку традиционални песни свадбарски од Прилепско поле, како и, ајде да кажем, химната на Долнени отидов село Долнени и инструментален дел на инструменталистите кои изучуваат. Јас искрено сум изненаден, планиравме 7-8 семинаристи, меѓутоа се пријавија конкретно 16, кои што се, ајде пак да потенцирам, значи музички не образовани, меѓутоа се солидни во она што го работиме денови. И се надевам дека ќе презентираат соодветно на семинарот, на фестивалот. Ова манифестација од ваков тип е единствена во државата и што ми е посебно драго и чест ми е да присуствувам на една ваква средба со дел од учесниците и од организаторите на оваа меѓународна манифестација. Јас се надевам дека се ќе помине во најдобар ред. На организаторите им посакувам добра временска прогноза, затоа што малку времето не ни е баш наклонето, посебно еве денес. Јас се надевам дека следните 2 дена тоа ќе биде подобро, а на сите учесници да му посакам добре дојде во нашиот град, да имаат креативни изведби и добри дружби во овие 2 дена, со надеж дека вгодина ќе биде јубиларна 45 години од реализацијата на оваа манифестација при Цар Францовски, ќе имаме уште од поголеми размери ќе биде оваа манифестација. Се надевам на задоволство на сите и сакам да изразам благодарност на сите вас присутни што сте овде, што го реализирате овој настан, затоа што вистински представува како ентитет за нашиот град.